Компанијата Taiwan Semiconductor го гради својот втор американски објект во Аризона, но Вашингтон бара нови апликации за изградба на 2 локации за истражување, развој и производство на полуспроводници во САД. Според законот за чипс за стимулирање производство се одделени 39 милиарди долари. Fundamentally, it's about making sure Во основа, ова е да се осигураме дека ќе ги произведуваме чиповите што ни се потребни на наша територија и ќе ги поттикнеме иновациите во Америка, за да можеме да имаме морален и технолошки авторитет да го предводиме светот и да одржуваме нашата национална безбедност. Но тайванските власти се загрижени дека поради националната безбедност на САД тоа може да се одрази врз нив. Председателот Цај Инг Вен ги нарекува фабриките за полуспроводници во Тајван како така наречен силиконски штит, кој го штити самоуправуваниот остров од потенцијална кинеска инвазија. Основачот Морис Чанг објаснува. Тоа значи дека можеби затоа што нашата компанија обезбедува многу чипови во светот, можеби некој ќе се воздржи од напад. Ако приоритет е економската благосостојба, мислам дека ќе се воздржи од напад врз нас. Низ светот, државите се залагаат за проширување на синџирот на снабдување со полуспроводници. Во јануари, Taiwan Semiconductor објави дека размислува да додаде погони во Јапонија и во Европа. Истиот месец, владата на Тајван донесе сопствена верзија на законот за чипс, во обид да го одржи силиконскиот штит. Овој нов закон за тајвански чипови е навистина одговорот на Тајван да се обиде да го балансира производството на чипови надвор од Тајван и да осигура дека целосно нема да се префрли надвор од Тајван и дека тие ќе ја задржат својата предност. Андреја Виски од центарот Стимсон во Вашингтон вели дека има и докази дека Вашингтон сака да го заштити силиконскиот штит. Во февруари, Вашингтон организираше форум за координација со Јапонија и Јужна Кореја за блокирање на Кина да стекне способност самостојно да произведува своји напредни мемориски чипови. Крајната цел е да се задржи Кина зависна од странска технологија, бидејќи ако може да ја произведува оваа технологија на сопствено тло, тогаш меѓу другите последици ќе биде потенцијалниот крај на силиконскиот штит на Тајван. Сепак, можеби наистакнатиот сигнал за поддршката на Вашингтон е зголемувањето на војната помош за Тајван. Само минатата година одделивме 13 различни продажби на Тајван, што е најголемиот единствен број на достави за Тајван во последните 20 години. На почетокот на март, администрацијата на Бајден одобри продажба на нова муниција во висина од 619 милиони долари за Тајван. Законот за креирање политика на Тајван од 2022 исто така обезбедува дополнителни 10 милиарди долари заеми за Тајпеј за купување оружје.